Според Джеймс Камерон, песната што ја пеевме, се пеела на Титаник, тогаш кога тој веќе тонеше. Во април годинава, кога беше 100 годишнината од Титаник, го гледав целиот документарец на еден од овие странски канали, не знам на кој. Веројатно таму беше, да. Каде што Джеймс Камерон беше таму цело време, се разбира, но на крајот ме воскити една негова мисла, каде што тој рече, како завршен збор на сето тоа, и овој свет, вика, на кој што се наоѓаме, е еден Титаник, вика, кој што се движи во својата пропаст. Значи, ние се наоѓаме на Титаник. Се наоѓаме во свет кој што пропаѓа, кој што сигурно пропаѓа. Но, како што имало преживеани од Титаник, и од овој свет, и од неговата пропаст, ќе има преживеани. Кои ќе бидат тие? Може би не ги знаеме лично, но поважното прашање е дали ние ќе бидеме меѓу нив. За разлика од Титаник, сепак, во оваа катастрофа има повеќе од доволно чамци за спасување. Сите средства што Господ ни ги дал за спасение, за преживување, ни стојат на располагање. Единствените кои што нема да се спасат, како што рекол Джонс многу одамна пред 100 години и повеќе, се тие кои што не сакале да бидат спасени. Единствените кои што нема да се спасат, тие кои што не сакаат да бидат спасени. А зашто не сакаат да бидат спасени? Затоа што сакаат да бидат робови. Сакаат да живеат во Египет. Сакаат да живеат, да се забавуваат на Титаник, макар и кога знаат, иако знаат, дека тој наскоро пропаѓа. Навистина лудо, меѓутоа вистинито. Ние пак ќе продолжиме со таткото и синот. Колку за подсетување, од минатата сабота го најавив текстот повторно од Евреите, кој што и го прочитавме за кратко. Прашањето беше зошто не дошол таткото на земјата да го изврши планот на спасението, туку синот. А поставив и едно квиз прашање. Се сеќавате на квиз прашањето? Прво да го прочитаме уште еднаш текстот од Евреите 3 глава. Послание до Евреите 3 глава. Ако гледавте текстот, ќе почнем да читам. Затоа, браќа свети учесници во небесното призвание, размислете за пратеникот и првосвещеникот на нашата вера, Исус Христос, кој му беше верен на оној кој го поставил, како и Мојсей, во целиот негов дом. Зашто тој се удостои со слава, толку поголема од Мојсеевата, колку што е поголема почита што ја има оној што го изградил домот, од почита што ја има самиот дом. Зашто секој дом се гради од некого, а оној кој изградил се е Бог. И Мојсей му беше верен како слуга на целиот негов дом, за да го посведочи она што требаше да се соопшти. Христос како син е верен во Божиот дом. Негов дом пак сме ние,
само ако слободата и надежта со кој се фалиме, ги запазиме до крај. Значи, апостолот вели дека Христос бил верен на оне кој го поставил, а кој е тој? Или оне кој што нему ќе му подчини се, освен тој самиот себе си. И како што Мојсей бил верен, меѓутоа која е разликата меѓу Христовата и Мојсеевата верност? Мојсей бил верен на Бога како слуга, а Христос е верен како син. Како ние можеме да бидеме верни на Бога? Пазите, едното и другото е верност. Ние можеме да бидеме верни на Бога како слуги. Можеме или не можеме? Можеме, се разбира. Можеме да бидеме верни и како синови и ќерки. Можеме или не можеме? А може ли на трет начин да бидеме верни на Бога? Како нешто трето? Наемник? Добро. Значи, наемникот е као, не е слуга, не е син, ама е нешто помеѓу. Не е роб, тука е прима плата. Добро. Интересен одговор. Од интерес. Добро. Сега да го поставиме квиз прашањето уште еднаш. Имате еден верник, кој што вели вака. Јас сакам да јадам свинско, меѓутоа, значи вкусно ми е, меѓутоа заради законот, бидејќи законот го забранува, јас не го јадам. А имате друг верник, кој што вели, мене ми е се дозволено, меѓутоа свинско не јадам, како и многу што друго, змии, гуштери, можда, пајаци, скорпи, црви, затоа што ми е гадно и одвратно. Сега, јас го поставив прашањето, кој од овие двајца, кои што се верни на свој начин, бидејќи искажуваат верност кон Бога, кој од овие двајца е верен како слуга, а кој е верен како син? Добро. Јас нема да кажам, нема јас да бидам судијата кој што ќе кажам дали е тоа точен или погрешен одговор. Ќе кажам како што Господ милуваше да одговора на многу прашања. Вие велите. Зошто го земав овој пример? Знаете, Новиот Завет ја нагласува слободата, како што прочитавме во Евреите. Меѓутоа, и таа слобода, со која што се фалиме, може да ја загубиме. Ако станеме робови на гревот. Значи, христијанската слобода воопшто не значи слобода да се греши, затоа што гревот по природа е робство. Исус рекол, Јован 8 глава, ќе дојде и таа наред на нашите вечерни богослуженија. Вистина, вистина ви велам, кој греши, тој му е роб на гревот. Сега, ако поставев едно друго прашање, кој од овие двајца верници го исполнува законот? Вториот. За конкретниот случај.
Че токму тој што вели мене ми е се дозволено, како што Павле вели, се ни е дозволено, но не ни е се на корист. Зошто? Значи, некој искрено му е верен на Бога, со тоа што се воздржува да не го прави тоа што Господ го забранил, иако сака да го прави. Меѓутоа, таквиот не го исполнува законот, барем што се однесува до свинското месо, затоа што законот вели, што им вели на израелците? Да ви е гадно. Значи, ако не ти е гадно, ти можеш да се воздржуваш. Вкусно ми е, ама не го правам затоа што законот забранил. Значи, ја ограничуваш послушноста само на надворешна форма. А самиот закон е по-новозаветен од таквата верност, бидејќи вели гадно да ви е. Ако не ви е гадно, ако не ви се огадило, не го исполнувате законот. Ова можеме да го преведеме со други зборови и на многу по-суштински од исхраната проблеми. Елена Вајд вели во Копнежот на вековите, мислам дека таму го прочитав тоа, а може би на трето место, не се сеќавам. Фарисеите биле гневни на паганите заради нивниот неморален начин на живот. Значи, евреите ги мразеле римјаните, бидејќи римјаните биле блудници. И прелюбодејци, и секако. Биле Холивуд, со еден збор. И тие очекувале, евреите очекувале, кога год Христос ќе дојдел, значи, на таа тема, блуд и прелюба, тие очекувале Христос тука да ги осуди паганите, бидејќи тие се блудници. Меѓутоа, тие биле изненадени, значи самите евреи биле изненадени, што Христовите зборови кои што ги осудувале блудот, прелюбата, всушност ги осудувале нив самите. Зошто? Бидејќи Христовата осуда опфаќала се, не само надворешно однесување, туку и внатрешните мисли, желби, побуди. Христовиот збор е меч кој што осудува се што постои. Меч кој што со две острици навлегува длабоко, вели апостол Павле во Колосијаните. Длабоко во човечкиот организам и ги суди мислите и помислите на срцето. Не е само надворешно, формално. Гревот, како што велеше еден сега покоен брат на времето пред 20 на години, кога уште бев, се подготвував за крштевање. Ако гревот не ви се згади, никогаш нема да го напуштите. Гревот никогаш нема да го напуштиме, ако не ни се огади. Нема да го оставиме, ако не ни се огади, ако не ни се згади. Било кој грев. Очистувањето треба да биде комплетно од внатре. Исус тоа го нагласувал. Слепи фарисеју, вели. Зошто слепи фарисеју? Измија прво чашата од внатре, потоа и од надвор ќе биде чиста. Оној што од внатре е чист, оној кому блудот му е згаден од внатре и блудните мисли, таквиот никош нема формално да направи прелюба или блуд. Тој и од надвор ќе биде чист. Оној па кој што од внатре не е чист, а од надвор се воздржува од гревот, таквиот е роб, слуга. Таквиот го чувствува и законот како ограничување. Таквиот не се чувствува слободен.
Како апостол Павле во 7 глава од Римјаните. Кој ќе ме избави од ова грешно тело, од ова смртно тело. И потоа во 8 глава слободата ја наоѓа во Христа. Да се сетиме сега малку на Христовите искушенија. Запишени се во сите 3 синоптички евангелија, Христовите искушенија во пустината. Значи, нема посебно да ги читам. Прво, што предходило на тие искушенија? Предходиле, значи, тие долги 40 дена пост и молитва во пустината. А што предходило на тоа? Пред тоа? Христовото крштевање. Со Христовото крштевање тој ја започнувал својата мисија. И тоа била многу опасна, многу ризична, но судбоносна мисија, бидејќи од неја зависело спасението на целиот свет. На кој начин Христос бил охрабрен на самиот почеток на својата мисија? На кој начин на самиот ден на крштевањето бил охрабрен? Значи, што е тоа што Господ го кажал од небото? Значи, што е тука битно? Овој е мојот возлюбен син. Или при крштевањето ти си мојот возлюбен син. За успех на Христовата мисија, најголема сила што Христос можел да ја има за победа на сите искушенија, било сознанието и потврдата од страна на Отецот, дека тој е неговиот возлюбен син. Замислете, не се случиле никакви други чуда. На денот на крштевањето, само Божиот глас го потврдил Христа како негов возлюбен син. И сега кога сатаната доаѓа кај Христа да го искушува, каде прво го напаѓа? Ако си син Божи. Сакам малку да размислуваме на оваа тема. Исус бил син Божи, но зашто откако станал син човечки, откако се облекол во нашето грешно и смртно тело, требало да му биде потврдена таа вистина, требало да биде одново и одново охрабруван со тоа дека е син Божи. Истото се случило на гората на преображението. Овој е мојот возлюбен син. Ти си мојот возлюбен син. Сатаната, кога доаѓа да го искушува Христа, го напаѓа токму на оваа вистина. Што, зарем Исус може да се посомнева случајно дека е Божи син? Ако си син Божи. Обично велиме дека Сатаната го нападнал Христа во првото искушение, значи по прашање на апетит, бидејќи тоа било испитот по кој што Ева и Адам паднале на почетокот. Меѓутоа, вистината е дека со првото искушение Сатаната го нападнал Христа по однос на темелната вистина дека тој е син Божи. И сега, зашто е тоа важно?
Зошто на Христа требало да му биде важно дека е тој Син Божи, зашто требало со тоа да биде охрабруван од страна на Божиот глас, барем во 2 случаја од неговата мисија на земјата, и зашто Сатаната сакал да ја нападне таа вистина. Зашто, ако Сатаната дошол и му рекол, ако си ти Бог, направи го овие камења, лебови да станат, дали тоа за Христа би било искушение? Христос е Бог, има божествена природа. Христос можел да ги претвори камењата во лебови. Но зашто Сатаната не го нападнал на таа основа? Дали Христос требало да ја употребува својата божествена природа на оваа земја, за да ги победи сите искушенија, за да го победи непријателот, за да го победи злото? Не! Христос на оваа земја требало да победи како човек. Значи, ако Сатаната му рекол, ако си ти Бог, направи ги овие камења, лебови да станат, Христос тоа можел да го направи, Сатаната знаел дека Христос тоа може да го направи, и се е во ред. Но тоа немаше да биде искушение. Зошто е овој пат искушение? Ако си Син Божи, зошто е сега тоа искушение? Ако Исус ги претвори камењата во леб, тој ќе докаже дека има божествена природа. Меѓутоа, тој во таквиот случај би покажал сомнеж во Божиите зборови. Зошто Исус не ги претворил камењата во леб, иако бил до даска, што би рекле, изгладнет после долгодневниот пост? Затоа што Отецот му рекол, ти си мој возлюбен син. Со други зборови, ако тој сега треба да докажува дека е тоа, значи тој се сомнева во зборовите на Отецот. Значи, Божијата потврда од небото не е доволна. За Христа зборовите на Отецот биле доволни. Доволна потврда дека е тој навистина негов возлюбен син. Тој нема потреба тоа да го докажува. Христос требал да победи како човек. Со други зборови, ако требало да се претворат камењата во леб, тоа требало да се случи само како син. А што значи тоа? Како син. Значи, ако е тоа волјата на Отецот. Во секој чекор од својот живот, Исус покажувал и докажувал дека е Божи син со самото тоа, што не се однесувал независно од Отецот, туку секогаш се однесува како син. Зато и рековме во Јован 5 глава, дека синот, зошто синот, вели самиот тој, не може да направи ништо само од себе. Зошто тој самиот вели дека не може да направи ништо само од себе без Отецот. Затоа што тој се повикува на вистината дека е син и се однесува како син. Совршениот син навистина никогаш не би направил ништо ако тоа не е волја на Отецот. Христос треба да победи како син. Затоа неговиот одговор на Сатаната е: не живее човекот само од леб. Со други зборови, иако е прегладнет после 40 дена пост, Христос попрво сака да остане син, значи да го послуша татковиот глас, татковата волја, бидејќи
татковата волја не е камењата да станат лебови во тој момент. Христос тоа можел да го направи, и ако токму тоа ако го направил, тој ќе докажал дека е Бог, но со тоа ќе докажал дека не е син. Ќе постапел на начин на кој што не постапува синот. Секогаш кога синот прави нешто, прави само тоа што е волјата на таткото. Тоа е Христовиот закон. Зошто го прави тоа? Дали затоа што е обврзан како некој роб или слуга да го прави тоа? Не, туку затоа што е тоа негово достоинство. Тоа е неговиот идентитет, со други зборови. Исус бил во човечко тело. Исус бил син човечки. Исус доживувал искушенија какви што може човек да доживее, освен такви кои што се резултат на веќе сторени гревови. Меѓутоа, силата со која што Исус го победувал секој искушение, била неговиот божествен идентитет. Значи, јас сум син, јас сум принц. И самото тоа сознание не ти дозволува да постапиш спротивно на татковата волја, самото тоа сознание не ти дозволува да грешиш, затоа што грешењето им доликува на робовите. Не им доликува на принцовите и принцезите. Зошто Отецот не дошол на земјата да го изврши планот на спасението? Би било погрешно ако на ова прашање се обидеме да одговориме со филозофски одговор. Например, со чепкање по божествената природа. Некои чепнале во божествената природа и може би рекле, па затоа што Отецот не може да умре. Затоа што е Бог, а Христос демек не е Бог, па затоа тој можел да дојде за да умре. Спротивно на ова, некои чепнале поинаку и рекле, не постоја татко и син, туку се тоа само улоги во планот на спасението. Така да, синот е секако оној со што дошол. И другиот да дошол, и него ќе го викавме син. Синот е оној што дошол, што се родил од Марија. Било кој филозофски одговор на ова прашање е погрешен. Нас не интересира суштинскиот одговор. Зошто е за нас битно тоа што синот дошол да го оствари планот на спасението? Прво тоа битно за нас луѓето. Ние на Бога можеме најмногу да му бидеме што? Синови и ќерки. Не можеме да му бидеме татковци, не можеме да му бидеме колеги, можеме да му бидеме синови и ќерки. Спасението дошол да го изврши синот, за да ние бидеме посинети. Значи, спасението е нешто што не опфаќа нас, нешто што не тангира нас. Ние треба да се идентификуваме со Христа, со синот човечки. Ние сме луѓе, ние сме синови и ќерки човечки, со човечка природа, и преку неговата човечка природа, ние се поврзуваме со неговиот Отец, како негови синови и ќерки, бидејќи тој што бил син човечки, истовремено бил син Божи. Кога Отецот би дошол да го изврши планот на спасението, тоа што би се случило? Отецот ќе го победил секое искушение не како човек, туку како Бог. Со божествената природа.
Тоа е исто како самиот Исус да ја употребал својата божествена природа во борба против секој искушение. Како човек можел да умре, како Бог можел да воскресне, меѓутоа, што ќе имавме ние од сето тоа? Што ќе имавме ние од сето тоа? Спасението немаше да допре до нас. Ке речевме, па тој е Бог затоа. Дали знаете, дека постојат милиони христијани, кои што велат, Исус никогаш не е сгрешил затоа што бил Бог. Значи имал нешто што ние немаме. Имал некоја екстра сила. Бил супермен, ако сакате. Било како наречете го, бил нешто што ние не сме. Заклучок, ние можеме само да грешиме. Човечки е да се греши. Со други зборови, милиони христијани се однесуваат и веруваат како да не е битно кој го извршил нашето спасение. Можело и Отецот да дојде и да го изврши нашето спасение на земјата. Тоа воопшто не би било битно за нив. Бидејќи тие и вака кога Синот дошол, тие велат дека Синот победил, Синот никогаш не сгрешил, само затоа што бил Бог. А сега, како би било ако вака речеме? Синот победил, никогаш не сгрешил, затоа што бил Божи син. Што тогаш тоа подразбира? Ако речеме затоа што бил Бог, значи тој имал нешто што ние немаме. Тој можел, ние не можеме, заклучок, ние мора да бидеме робови на гревот. Човечки е да се греши. Исус бил човек, ама не сгрешил. Не постапил човечки. Зошто? Затоа што бил Бог, истовремено? Тоа е точно. Меѓутоа, Исус себе си не се нарекува човек, туку син човечки. Која е аналогијата? Имајќи човекова, на што ја должи Христос човечката природа? Со сите расипани гени, кои што ги наследил преку Марија. На што ја должи Христос човечката падната природа? Од кого ја зел? Како дошла кај него? Ја наследил од човекот, од паднатиот човек. Затоа, зашто Исус себе си се нарекува син човечки на секое место во Евангелијата? Дали се размислувале некојаш за тоа? Син на човекот. Зашто не вели човекот? Христос бил човек, така? Но тој го нагласува фактот дека неговото човештво е нешто што тој наследил. Од кого? Од паднатиот човек. И тоа некои негови предци, вклучително и Давид, вклучително Јаков, биле вклучително Јуда, се споменати во Библијата со некои типични гревови кои што се одраз на слабоста на човековата природа. Која е аналогијата? Сега, Исус е Бог, да, како што е и човек. Меѓутоа, Исус нагласува дека е син Божи. Да почитаме еден друг текст во Евреите, на самиот почеток од тоа послание. Значи, спасението што Исус дошол да го изведе, мора да не опфати нас. Тајната на нашата победа е тоа што ние ќе се идентификуваме со Христа, или како што вели апостол Павле, ќе станеме посинети, и на тој начин ние ќе станеме синови и ќерки Божи. Значи, Евреите, ќе отвориме, уште еднаш, овој пат во
првата глава. Четвртиот стих вели за Христа: и стана толку повозвишен од ангелите. Како тоа станал повозвишен? Или тој од секојаш бил повозвишен? Христос од секојаш бил повозвишен од ангелите. Тој е создател, тие се создание. Зашто апостол Павле вели стана? Повторно се нагласува Христовата победа како човек, како син. Не како Бог. Христос можел да победи како Бог со својата божествена природа, но тоа нас ќе не оставеше и понатаму робови. Тој победил затоа што е Бог, употребил нешто сила која што ние ја немаме, нам не преостанува ништо друго, туку само да грешиме. Ние може да го признаваме фактот дека Исус победил, дека Исус воскреснал, и милиони протестанти го прават тоа денес, ама човечки е да се греши. Но Христос победил како син, не со својата, туку со татковата божествена сила. Христос победувал со Светиот Дух. Зошто? Зошто победувал како син? Зошто требало да победи како син? Зошто бил направен понизок од ангелите, за да стане повозвишен од нив? Ако победил како син, со што победил? Со Светиот Дух. И сега, дали тоа е нешто што ние можеме да го имаме? Ако победил како Бог со својата божествена природа, дали е тоа нешто што ние можеме да го имаме? Не. Зошто победил како син? Зошто требало синот да победи? Затоа што победил на начин на кој што ние можеме да победиме. Победил со нешто што нам ни стои на располагање. И затоа вели апостол Павле дека самиот свет дух во нас го нарекува духот на посинувањето во Галатјаните. Ни сведочи дека сме деца Божи. Ако го имаме тој дух во нас, кој што вели, кој што вика Ава, Оче. Дали го препознаваме Бога како наш интимен Отец, како наш татко? Заради Христа. Затоа што ние се идентификуваме со последниот Адам. Со Христа, со Божиот Син. И стана толку повозвишен од ангелите, колку што е пославно името што го наследи во споредба со нивното. Кој име наследил Исус, а што ангелите не наследија? За кое име, за каков наслов станува тука збор? Самиот апостол понатаму што вели? Зашто кому од ангелите Бог некогаш му рекол: ти си што? Син мој. Јас те родив денес. Или пак, јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Тоа пославно име за кое што зборува апостол Павле е син, Божи син, или керка. За вас останатите. Што, ангелите не може да бидат синови? Во што е разликата? Самиот апостол се повикува на тоа дека Бог на ангелите никош не им рекол на некој ангел: ти си син мој, јас те родив денес, или јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Туку тоа го рекол, како што споменавме на почеток, му го рекол само на Исуса. Сега, ова што Господ го рекол,
ова второто, јас ќе му бидам татко, а тој ќе ми биде син. Дали го кажал и за некој друг? И тоа уште во Стариот Завет. Освен за Исуса, дали Господ ги употребил овие зборови за некој друг? Што вели истото послание до евреите, 8 глава? Повторување на зборовите од пророкот Јеремија во Стариот Завет. 8 глава од евреите, од 7 стих па натаму, зашто ако првиот завет беше без недостаток, тогаш немаше се бара втор, но укорувајќи ги вели, ете идат денови, вели Господ, и со домот Израелов и со домот Јудин ке склучам нов завет, не таков каков што склучив со татковците нивни во денот кога ги фатив за рака за да ги изведам од земјата египетска, зашто тие не остана во мојот завет и јас ги остави, вели Господ. Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ, ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам. Оваа внатрешност, ова внатрешно очистување. И ќе бидам нивни Бог, вели, а тие ќе бидат мој народ. Сега, значи тука се вели ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. Па нели израелците веќе биле негов народ, уште во Стариот Завет, нели тој уште тогаш бил нивни Бог. Што е сега различно? Има ли нешто различно во сето ова? И сега се подсетиме на еден друг текст, овој пат во второ послание до Коринтијаните, 6 глава. Неодамна го читавме овој текст. Второ послание до Коринтијаните, 6 глава. 14 стих. Апостол Павле вели, не впрегнувајте се заедно со безверниците. Што значи да бидеш впрегнат? Мијата сабота кажав дека денес Содомо-гоморската цивилизација го третира човекот за пониско суштество од животните. Бидејќи животните не постои животно кое што стапува во исти полови односи со ист пол. Значи и мајмунот е сега на повисоко место од безверниот човек, од безверното човештво. Што значи зборот впрегнат? Животно. Кој се впрегнува? Само животни се впрегнувале. Меѓутоа, значи, не впрегнувајте се заедно со безверниците, значи да станеш роб, но таков роб како животно. Всушност, робовите биле третирани како животни, тоа е дефиниција за роб, животно кое што зборува. Може да биде и животно кое што филозофира, животно кое што завршило факултет, животно со докторска диплома, ама животно сепак. Да се биде роб, значи животно кое што зборува. Значи да се биде впрегнат, значи да се биде роб. Зошто да не се впрегнуваме заедно со безверниците? Зашто какво заедништво постои меѓу правдата и беззаконието? Што заедничко има меѓу светлината и темнината? Навистина, нула, празно множество. Светлина, пресек, темнина, празно множество. Правда, пресек, беззаконие, празно множество. Какво согласие може да има меѓу Христос и Велијар? Или што има заедничко меѓу верник и безверник? Празно множество. Каква спогодба има храмот Божји со идолите? Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог,
И сега цитат од Стариот Завет. Ке се вселам во нив и ке одам меѓу нив и ке им бидам Бог, а тие ке бидат мој народ. Повторно истите зборови, нели? Како во Еремија. Но, што подразбира сега, која е разликата во Новиот Завет? Во Стариот Завет Израел бил негов народ, тој бил нивен Бог. Затоа излезете од нивната средина и оддалете се, вели Господ, и не допирате се до нечисто, и јас ке ве примам, и јас ке ви бидам татко, а вие ке ми бидете синови и керки, вели Господ Утешителот. Еве таа новина. Вие можевте да бидете и бевте Божји народ предходно, но како слуги, како што и Мојсей бил верен, но како слуга во Господовиот дом. А сега, вие ќе бидете Божји народ како синови и керки. А тој како ваш татко, односно, вие ќе бидете принцеви и принцези. Вие ќе бидете верни како Христос, што бил верен. Зошто? Затоа што вие се идентификувате со Него. Вие се поистоветувате со Христа. Христос станал новиот идентитет на човечката раса. Наместо паднатиот Адам, воскреснатиот Христос е новиот идентитет на човечката раса. Како што велеше Вагонер на времето, сега се зависи само од една одлука. Со кого сакате да се идентификувате? Со првиот или со последниот Адам? Со паднатиот човек или со Божиот син? Со тој со кого ќе се идентификувате, тоа и ќе бидете. Новиот Завет апостол Павле со еден збор го нарекува посинување. Да станете синови и керки Божи. Тоа е највисокото што можеме да бидеме. Тоа е највисоката титула што можеме да ја имаме. Тоа е највисоката чест што можеме да ја имаме. Повисоко тоа не постои. Ако од тоа сакаме нешто повисоко, например, да бидеме Бог, да се изедначиме со Бога, веќе го препознавате мотивот на Луцифер. Но некои ќе речат, не сакам да бидам и Бог, амо бидејќи сум човек, човечки да се греши, ќе си бидам роб и понатаму. Господ не направил синови и керки, дали во тоа верувате? Ако верувате, така и ќе живеете, како последица. Не велам треба така да живеете, бидејќи тоа е веќе слугинскиот мотив, обврска, треба. Туку, ако верувате дека сте принцеви и принцези, така и ќе живеете. А сепак ќе се чувствувате слободни. Сепак ќе уживате. Ем послушен на Бога, ем уживаш во тоа нешто. Сакате да бидете принц и принцеза? Како тие се однесуваат? Сте го виделе принцот Чарлз во кафеја, да речем, со пијаниците. Иако тој како човек може да биде ѓубре, меѓу другото, јавна тајна е дека стои зад атентатот на принцезата. Но, зашто би било скандал ако за некој принц и принцеза им се случи нешто што паганите во светот го сметаат нормално за нивниот живот? Зашто би било скандал ако тие постапат на начин на кој што постапуваат робовите? За робовите е нормално да се биде и блудник, и прелюбодец, да се има и по 10 жени, да се променат 10 мажи. За робовите е тоа примерно. Јас само се прашувам зашто воопшто се женат и се мажат. Мајмуните барем ја немаат таа формалност.
Зашто некој се венчава за да потоа се разведува по 10 пати? Моите тоа не го прават. Ослободени се од таа формалност. За принцевите и принцезите тоа би било скандал. Принцевите и принцезите може би имаат по-строги начала, протоколи, како ги нарекуваат, на однесување во текот на денот. Од вас, вие може да речеме да се однесувате како сакате, меѓутоа те се однесуваат поинаку. Сепак, дали вие би сакале да бидете принцеви и принцези? Ако ги прашате робовите, дали би сакале да бидете на местото на принцот Чарлс? Или на овој син му сега, што се ожени скоро? Робовите би рекле, сакаме, би сакале. Но, што тоа подразбира? Не можеш да бидеш принц и роб. Не можеш да бидеш син и грешник истовремено. Значи, вие би сакале, робовите би сакале да бидат принцеви и принцези, иако има строги принципи, начала, протоколи и правила на кои што тие треба да се придржуваат како принцеви и принцези во текот на денот, во текот на секој ден. Па сепак би сакале да бидат на нивно место. Во Новиот Завет постојат совршени начала, принципи, закони, Божи, како сакате наречете ги. Но тоа е нешто што родениот од Бога сака да го прави. Тоа е нешто што тој го љуби. Тоа е нешто што него му омилело, како што вели псалмистот, му омилел законот Божи и за него размислува ден и ноќ. Значи, послушен на Бога, многу подобро и повеќе послушен отколку слугата, а сепак слободен, затоа што уживам во тоа. Затоа што тоа е тоа што го сакам, тоа е тоа што ме радува, тоа е тоа што ме исполнува. Тоа е Новиот Завет. Господ да ве благослови со овој најголем благослов што може да го имате и што тој веќе го остварил преку Христовата смрт и воскресение и преку испраќањето на Светиот Дух, кој што тоа може да го посведочи интимно во вашите срца. Да бидете синови и ќерки Божии. Нека му е фала и слава вечно. Амин.